Слово 26. За расудувањето. В. Краток преглед на претходните поуки. Цврстата вера е мајка на самоодрекувањето. Што е спротивно, јасно е. Непоколебливата надеж представува врата преку која што во човекот влегува непристрасноста. Јасно е што е спротивно. Љубовта Божја е причина за туѓинувањето. Што е спротивно, јасно е. Подчинувањето се раѓа од самоосудувањето и од копнежот по духовно здравје. Воздржанието е мајка на здравјето. Мајка на воздржанието е помислата на смртта и трајното сеќавање на жолчката и Отецот на Бога и Господа. Помошник и причина на целомудрието е тихувањето, а постот го гаси огнот на телесната страст. Противник на лошите и срамни помисли е потиснатоста на срцето. Верата и туѓинувањето се смрт за среброљубието. Со милоста и љубовта го жртвуваат за ближниот и собственото тело. Усрдната молитва е пропаст за унинието. Сеќавањето на судот Божји раѓа ревност. Лек од гневот е љубовта кон понижувањето, а пеењето, сострадалноста и доброволната сиромаштија ја убиваат тагата. Безпристрасноста кон сетилното значи согледување на умственото. Молчанието и тихувањето и се непријатели на суетата. Но ако живееш во заедница, ползувај се со понижувањата. Видливата гордост ја лечат лошите околности, а невидливата оној што од навек е невидлив. Еленот е господар на сите видливи змии, а смиреноста на сите духовни. Секоја појава во природата може одлично да не поучи на духовното. Како што змијата не може да ја слече од себе старата кошулка, ако не се провлече низ тесна дупка, така и ние не можеме да ги отфрлиме старите навики, старата кошулка на душата и наметката на стариот човек, ако не поминеме низ тесниот и тенок пат на постот и понижувањето. Како што премногу дебелите птици не можат да летаат високо, така и човекот што си го разгалува телото не може да се искачи на небото. Кога ќе се исуши калта, веќе не им годи на свињите. И свенатото тело повеќе не ги привлекува демоните. Како што големиот куп цепаници често го загушува и гаси пламенот, произведувајќи многу чад, така и прекумерната тага ја прави душата мрачна и задимена и ги пресушува изворите на солзите. Слепиот стрелец е неспособен, а ученикот што сака да одговара, пропаѓа. Како што прекалениот челик не може да го изустри некаленото железо, така и ревностниот брат често го спасува мрзливиот. Како што јајцата загревани под крилјата на птицата оживуваат, така и исповеданите помисли преминуваат во дело. Како што коњите се натрчуваат да се претекнат еден друг, така и во доброто братство монасите се поттикнуваат еден друг на восовршување. Како што облаците го сокриваат сонцето, така лошите помисли го помрачуваат и погубуваат умот. Како што осудениот на смрт, кој што го водат за да ја прими казната, не зборува за театар, така ни оној кој што искрено плаче, никогаш нема да му угодува на стомакот. Како што сиромашните што ги гледаат царските ризници, уште повеќе ја чувствуваат својата сиромаштија, така и душата што чита за големите добродетели на отците, секако станува посмирена во своите мисли. Како што железото и против својата волја му се покорува на магнетот, така и луѓето пропаднати во зло им се покоруваат на своите тирански навики. Како што маслото го стивнува морето и против неговата волја, така и постот ги гаси страстите на телото дури и кога тие и покрај нашата волја ќе се распалат. Како што притесната водата се качува нагоре, така често и душата, притисната од несреќа, преку покаяние пристапува кон Бога и се спасува. Како што човекот кој што носи мириси и не сакајќи, бива откриен од миризбата, така и оној кој во себе има дух Господов се препознава по зборовите и смиреноста негова. Како што ветровите го брануваат океанот, така и гневот повеќе од сите страсти го вознемирува разумот. Како што човекот само врз основа на чуеното
не посакува многу да го вкуси она што со своји очи не го видел, така и луѓето со чисто тело наоѓаат големо олеснување во својата неискусност. Како што крадците не се осмелуваат лесно да дојдат на место каде што гледаат дека лежи царско оружје, така ни духовните разбойници не можат лесно да го ограбат оној кој што во срцето како стража ја поставил молитвата. Како што огнот не произведува снег, така ни човекот што ја сака земната слава нема да ја прими небесната. Како што една искра често предизвикува голем шумски пожар, така и едно единствено добро дело може да поништи мноштво големи гревови. Како што без оружје не е можно да се уништат дивите зверови, така ни без смирение не може да се стекне негневливоста. Како што по природа не може да се живее без храна, така човекот до крајот на животот не смее да се предаде на небрежност. Како што еден зрак сонце, кој низ прозорецот влегува во куќата се осветлува, така што може да се види и најситната ронка прашина што лебди во воздухот, така и стравот Господов кога ќе влезе во срцето ги покажува сите негови гревови. Како што раковите лесно се ловат затоа што се движат час напред, час назад, така и душата која што час се смее, час плаче, а час се насладува, не може да има никаква полза. Луѓето на спиење лесно можат да бидат ограбени. Истото важи и за оние што се подвизуваат во близина на светот. Како што човекот кој се бори со лав загинува во мигот кога ќе го одвои погледот од него, така и оној што се бори со сопственото тело страда штом ќе му даде одмор. Како што оние што се качуваат по гнили лествици се изложуваат на опасност да паднат и да се искршат, така и секоја чест и слава и власт му се спротивни на смирението. Како што е невозможно гладниот човек да не мисли на леп, така е невозможно да се спаси оној што не помислува на смртта и на Божиот суд. Како што водата може да ги избрише буквите, така и солзите можат да ги избришат гревовите. Како што буквите во недостаток на вода ги бришеме со други средства, така и душите кои што немаат солзи ги исчистуваат и отстрануваат од себе гревовите со тага, воздишки и длабока болка. Како што многу ѓубре произведува многу црви, така и големот количество храна произведува многубројни гревови, лоши мисли и соништа. Како што човекот кому нозете му се оковани не може лесно да оди, така и оние што натрупуваат пари не можат да се искачат на небото. Како што свежата рана лесно се лекува, така тешко заздравуваат запуштените рани во душата, иако можат и да се излечат. Како што мртовецот не може да оди, така ни очајникот не може да се спаси. Кој вели дека има вистинска вера, а во исто време греши, е како лице без очи. Кој нема вера, а може би и прави по некое добро дело, личи на човек што црпи вода и ја истура во скршен сад. Како што бродот, кој има добар кормилар, со Божја помош безбедно стигнува во пристаништето, така и душата која што има добар пастир, лесно се искачува на небото, макар порано и да сторила многу зла. Како што човек кој што нема водич лесно заскитува, колку и да е паметен, така и оној кој наполно сам оди по монашкиот пат, лесно пропаѓа, дури и да ја поседува целата мудрост на овој свет. Кој има слабо тело, а зад себе има тешки гревови, нека оди по патот на смирението и на она што му е својствено на смирението. За него не постои друг пат кон спасението. Како што човекот кој боледува од некоја долготрајна болест не може за еден миг да оздрави, така ни страстите, па дури да е само една, не можат лесно да се совладаат. Одмерувај ја јачината на секоја страст и на секоја добродетел во себе, па ќе знаеш дали напредуваш. Голема загуба претрпуваат оние што минуваат злато за глина. Истото се случува со оние што заради снување телесни добра го објавуваат и покажуваат духовното. Многумина веднаш примија простување на гревовите, но без страстие никој не стекнал веднаш.
За него е неопходно и многу време, и многу труд, и милоста Божја. Да испитаме кои ѕверки или птици ни нанесуваат штета во време на сеидба, кои во време на растење, а кои во време на жетва, за да им поставиме соодветни стапици. Како што нема оправдана причина човек да крене рака на себе само затоа што има покачена температура, така не треба да се очајува до последниот здив. Како што би било нечесто некој кој што туку го закупал својот татко веднаш да појде на свадба, така и на оние што плачат за своите гревови, не им прилега да бараат од луѓето каква и да е почест или спокојство или слава во сегашниот живот. Како што домовите на граѓаните се разликуваат од живеалиштата на затворениците, така и животот на покајниците треба да се разликува од животот на невините. Како што царот не ги отпушта од војска војниците кои што во војната се здобиле со тешки рани на лицето, да дури и ги унапредува, така и небесниот цар го овенчува со слава монахот кој што трпи големи неволји од демоните. Чувството на душата е нејзино природно својство, а гревот е угнетување на ова чувство. Познанието доведува до престанок или до смалување на злото, а познанието е плод на совеста. Совеста пак е глас и прекор на нашиот ангел чувар, кој што ни е доделен на крштението. Заради тоа некрстените не се мачат толку во својата душа заради злите дела, туку само некако слабо. Намалувањето на злото има за последица воздржување од зло. Воздржувањето од злото е почеток на покајанието. Почетокот на покајанието пак е почеток на спасението. А почеток на спасението е добрата волја. Добрата волја ги раѓа подвизите, а почеток на подвизите се добродетелите. Добродетелите во почетокот имаат цвет. Цвет на добродетелите е практиката. Плод на практиката е постојаност. Плод и рожба на постојаното увежбување е навиката. Од неа се раѓа утврденост во доброто. Утврденоста во доброто пак е мајка на стравот Божи. Стравот Божи го раѓа држењето на заповедите, како на небесните, така и на земните. Држењето на заповедите е знак на љубовта, а почеток на љубовта е огромното смирение. Огромното смирение е ќерка на бестрастието, а стекнувањето на бестрастието е полно љубовта или конечно вселување на Бога во оние кои што преку бестрастие станале чисти по срце. Зашто тие ќе го видат Бога. Спореди Матеј 5:8. Нему слава во сите векови. Амин.